Од името на авторот на книгата, од името на издавачите и од ваше име, почитувани посетители, му благодарам на професор доктор Љубомир Савич, човекот кој целиот свој живот го посвети на дефектологијата. Најубавото уживање и најголемата радост на животот е да чувствуваш дека на луѓето си им потребен и драг. Дами и господа, доктор Дивна Лакинска, редовен професор на Институтот за социјална политика и социјална работа при Филозофскиот факултет во Скопје, веќе неколку децении е посветена на решавањето на структурните човекови проблеми, со кои секојдневно се судруваат голем број млади и возрастни, кои се нашле во положба од социјална заштита. Непрекинато со години наред е вклучена во изнаоѓање решенија низ истражувачки проекти, постојано збогатувајќи ја својата хумана мисија. Таа секогаш им приоѓа на проблемите со посебна ревностност и висок професионализам. Професор доктор Дивна Лакинска, по својен тоталитет на единство и зависност на природното и општественото окружување, го сместува и односот кон хендикепираната индивидуа, не изоставајќи да каже дека и покрај се што е направено или се прави, таа индивидуата не би смеело да остане на маргините во животните текови. Поведете, професорке Лакинска. Почитувани гости, пријатели и почитувачи, личноста и дејноста на професор доктор Љупчо Ајдински и на авторот на книгата Величко Андреевски. Ве поздравувам и заедно со вас се придружувам на овој свечен настан со мојата рецензија, со која имам желба да дадам скромен придонес по повод издавањето на книгата Човекот со благородно дело, професор доктор Љупчо Ајдински. Професорот доктор Љупчо Ајдински со својата преди се хуманистичка, научна и апликативна дејност, која го адресираше патот на македонската педагошка, дефектолошка и социјална наука и практика, даде повод и огромен материјал за пишување на монографијата Човекот со благородно дело на неговиот почитуван колега и хроничар господин Величко Андреевски. Во книгата Човекот со благородно дело, професор доктор Љупчо Ајдински, Величко Андреевски достоинствено и со почит кон личноста и делото на професорот реализира амбициозен и мощен и квалитетен запад да го пренесе во целовит контекст сето она значајно создадено и изградено во текот на неговата повеќе деценијска работа. Во трудот Величко Андреевски презентира и широк диапазон на податоци, факти, документи и информации, значајни пред за научната, истражувачката и апликативна и наставна дејност на подрачјето на социјалната заштита, а преди се во доменот на заштитата на лица со посебни потреби. Ликот и дејноста на професор Љупчо Ајдински се јавува во период кога македонската наука ги правеше првите чекори со својот подем, но и до ден денес работејќи, творејќи и креирајќи политики системи ни остави траги кои овозможуваат сето тоа пред се како архивска граѓа да се сочува и пренесе на идните генерации како наша историја, интелектуално водство и смерница за понатамошното творештво на новите генерации. Трудот на Величко Андреевски пишува во непосредна соработка со професорот Љупчо Ајдински, во што се согледува прагматичниот пристап и квалитет на трудот и максимално се избегнува можноста за паушални и површни информации. Квалитетот на книгата во голема мера е резултат на автентичното, систематско и стрпливо, но и со професионална љубов бележење на сите важни настани, вклучување на архивската документација. Затоа клучните застигања во
заштита во Република Македонија, а преди се во социјалната заштита на лица со посебни потреби, на лица со психофизички хендикеп. Тек на неговото школување, стручно и професионално усовршување, како во земјата, така и иностранство. Во вториот дел доминира презентацијата и анализата на неговата научно-наставна и истражувачка дејност, стручно-аналитичката и публицистичката дејност, придонесот во развој на невладините организации и круна на резултатите во неговата дејност, преточена во голем број признанија, одликувања и награди. По зборовите на авторот, животниот пат на професорот доктор Љупчо Едински е пример како растеше и се развиваше еден народен човек на генерацијата по Втората светска војна, пат без традиција во дејноста, без визии, доцели, пат пон со ентузијазам и неуморна и несебична работа, да се создаваат научни и стручни добра, корисни за македонското општество. Исто така, Андреевски стакнува дека детството и младоста на професорот Едински ја потврди суштината на семејниот ген да се работи не само за задоволување на екзистенцијалните и образовните потреби, туку со ентузијазам да се помогне на роднината, другарот, соседот, човекот во неволја. Уште во текот на студиите, но и по завршувањето, околу професорот Едински се создаде јадро на интелектуалци, млади, видани и полни, со самопрегорна работа и верба во изградба на заедницата, која чекор по чекор ги усмериваше во освојување на нови простори во просветата и социјалната дејност. Студентскиот живот, дружењето и соработката меѓу колегите ја поттикна и изгради емотивната врска со животната партнерка Марија Единска, која во текот на заедничкиот брачен живот представува вреден, активен соработник, консултант, охрабрувач и поттикнувач во професионалната работа, но преди се вредна и самопрегорна сопруга и домакинка, која со својата смирена и племенита личност создаваше атмосфера за плодна работа на нејзиниот сопруг. Таа го потврди веќе познатото правило дека за секој успешен маж се наоѓа вредна и пожртвувана жена. Во понатамошниот текст на книгата, авторот Андреевски темелно, полно со факти и податоци, значајни и за пошироката јавност, го анализира професионалниот ангажман на професорот доктор Едински